Слово трето. За туѓинувањето. Туѓинувањето е неповратно напуштање на се во нашиот роден крај, што му се противи на тежнењето да го достигнеме идеалот на побожноста. Тоа е скромно однесување, скриена мудрост, ум кој не труби за себе, скриет живот, невидлива цел, жет за мачење, тло на богокопнежливост, изобилие на љубов, одрекување од суетата, длабочина на молчењето. Љубителите Господови во почекот обично секогаш непрестајно, како некој божествен пламен, ги обзема таквата мисла, да се оддалечат од своите за да живеат во беда и тегобност. Таа мисла особено ги поттикнува љубителите на таквото добро. Но тој подвиг бара голема предпазливост, колку и голем и достоен за пофалба да се чини сам по себе. Зашто не секое туѓинување е добро, особено не она што е започнато во моментално расположение. Ако секој пророк е без чест во својот роден крај, како што вели Господ, Матеј 13:57, треба значи да внимаваме туѓинувањето да не ни пружи повод за вообразеност, зашто туѓинувањето е одвојување од се за да се направат мислите неразделни од Бога. Туѓинувањето е љубител и трудбеник на ненаситниот плач. Туѓинува оној кој што одбегнува секаква врска со своите и со другите. И тајќи кон туѓинувањето, не чекај на душите што го сакаат светот, зашто крадецот доаѓа ненадејно. Но губите што се обидува со себе да спасат млади и колебливи, пропаднаа и самите заедно со нив, кога покрај овие со текот на времето сгасна пламенот и на нивната ревност. Почувствуваш ли во себе оган? Трчај. Не знаеш кога ќе сгасне, па ќе те остави во темнина. Нема сите да одговараме за спасението на другите. Божествениот апостол рече: така значи, браќа, секој од нас ќе му положи на Бога сметка за себе. Римјаните 14:12. И уште повторно: учејќи други, себе не учиш. Римјаните 2:21. Како да вели: дали ќе одговараме за другите не знам, но за себе секако сите ќе одговараме. Оддалечувајќи се од светот, причувај се од сластолюбивиот демон на скитањето. Туѓинувањето му нуди можноста да искушува. Прекрасно нешто е непристрасноста. Нејзина мајка е туѓинувањето. Кога ќе се оддалечиш од светот заради Господа, не треба веќе да одржуваш никакви врски со светот, за да не излезе дека скиташ заради задоволување на сопствените страсти. Кога си се одвоил од светот, не допирај се повеќе до него, зашто страстите лесно се враќаат. Ева истерана од рајот против својата волја, а монахот доброволно го напушта својот роден крај. Таа би сакала повторно да вкуси од дрвото на непослушанието, а овој, неговите телесни роднини неминовно би го подложиле на искушение. Бегај од можноста за грев како од камшик. Плодот што не се гледа не е ни толку посакуван. Не заборавај дека оние лукави крадци го применуваат и ова средство за да не одвртат од туѓинувањето. Ни советуваат да не се одвојуваме од мирјаните и ни велат дека ќе заслужиме поголема награда ако се совладаме себе си и покрај тоа што гледаме жени. Не треба да послушаме, туку токму спротивното. Кога ние по изминување на извесно покусу или подолго време откако сме ги напуштиле своите, ќе стекнеме известна мала побожност, умиление и воздржливост, тогаш суетните мисли ни пристапуваат и ни предлагаат да се вратиме во својот роден крај, заради поука, ни велат, за пример и духовна полза на многумина луѓе кои што порано ги гледале нашите беззаконија. Ако при тоа сме богати со дар на говорништво, а имаме и помалку духовно знаење, тогаш ѓаволите ни советуваат да се вратиме во светот како учители и спасители, да сред широчината на светот на своја пропаст да го растуриме она што среќно сме го насобрале во пристаништето.
да се потрудиме да бидеме како Лот, а не како неговата жена. Прва Мојсиева книга 9:26. Бидејќи душата што ќе се врати таму од каде што излегла ќе стане како сол што го изгубила својот вкус. Матеј 5:13. И ќе остане и натаму неспособна да напредува. Бегај од Египет и не свртувај се. Срцата што се вратија таму не го видеа Ерусалим, земјата на бестрастието. Некои што се одвоиле од своите, уште како недораснати, и кои сосема се исчистиле, се враќаат кај нив со намера да им покористат, па може би да ги спасат, откако се спасиле себе си. Но дури и Мојсей, кој што го виде Бога, кога што впрочем самиот Бог го испрати за спасение на неговите сонародници, поднесе многу неволји во Египет, тоест многу мрачни часови во светот. Подобро е да им нанесеме болка на родителите одошто да Господ. Он не создаде и не спаси, а родителите своите сакади чеда често ги упропастуваат и ги предаваат на вечни баки. Тугинува човек кој што престојува како туѓинец меѓу луѓе чиј јазик не го зборува, но чиј што јазик многу добро го разбира. Ние од нашите ближни или од известни места се оддалечуваме не од омраза, Бог да чува, туку за да ја избегнеме штетата која што содив или да тие места би можеле да ја претрпиме. Како што во се што е добро, така и во ова учител ни е Христос. Гледаме дека и он често ги оставал своите родители по тело и кога од некој чу мајката и браќата твои те бараат, нашиот добар Господ и учител веднаш покажа бестрасна образа кон своите велејќи: мојата мајка и моите браќа се оние што ја исполнуваат волјата на мојот Отец, кој е на небесата. Матеј 12 глава, стихови 46-50. Татко дека ти биде човек кој може и сака да се повлачи со тебе, за да се растовариш од бремето на твоите гревови. А мајка нека ти биде умилението кое што може да те избие од нечистотијата. Имај за брат сотрудник и соревнител да патеката што се искачува нагоре, кон она што е на небото. За да разделна другарка земи го сеќавањето на смртта, а твои омилени деца нека бидат воздишките на твоето срце. Роб да ти биде телото твое, а пријатели светите небесни сили, кои што можат да ти користат во часот на излегувањето на душата, ако ти станат пријатели. Тако ве родот да одие што го бараат Господа. Псалм 23:6. Копнежот по Бога го гаси копнежот по родителите. Оној што тврди дека го има и едното и другото во заблуда. Кажано е: никој не може да им слугува на двајца господари и така натаму. Матеј 6:24. Не дојдов, вели Господ, да донесам мир на земјата, тоест мир меѓу родителите и синовите и браќата кои што сакат да ми служат, туку борба и меч. Матеј 10:34. Да ги одвои боголюбивите од оние што го сакаат светот, телесните од духовните, славолюбивите од смиреноумните. Зашто Господ се радува кога до суди или разделби доаѓа од љубов кон Него. Внимавај, добро внимавај да не те преплови на клонетоста кон твоите мили роднини и да не пропаднеш во потопот на љубовта кон овој свет. Немој да дозволиш да те трогнат солзите на родителите и пријателите, инаку вечно ќе плачеш. Кога твоите ќе те обкружат како пчели, подобро кажано оси, и ќе почнат да те оплакуваат, тогаш со окото на својата душа погледни веднаш на смртта и на делата за кои што ќе ти биде судено, та не ни погледнувај на твоите, за да можеш тагата да ја одбиеш со тага. Овие наши не наши не ветуваат лукаво дека ќе ни угодуваат во се што ние сакаме. Нивната цел е да не одвртат од нашиот добар пат, а потоа веќе наполно биде придобиле за своите планови. Оддалечувајќи се од светот, треба да одбереме најскромно место, во кое нема ништо што би не тешело
или би не наведувало на гордост, иако со себе ги досиби и нашите страсти. Не зборуве за своето благородништво ако си благородник, и де фали се со својот углед за да излежеш еден да зборови, а друг на дело. Никој дето гидувал во толкава мера како великиот кој што слуштал, излези од земјата своја и од плебето свое и од домот да таткото свој. Прва Мојсеева 12.1. Иако бил повикан во туѓа и варварска земја. Подекогаш Господ дури повеќе од Авраам ги прославува оние што се угледуваат на тој голем туѓинувател. Сепак, иако оваа слава е од Бога, добро е да се чуваме од неа со штитот на смирението. Кога демоните, а и луѓето не фалат заради туѓинувањето како за голем подвиг, да помислиме на оној кој што заради нас стана туѓидец слегувајќи од небото до земјата, па ќе најдеме дека за тоа не можеме да платиме во веки веков. Многу опасна работа е да клонетоста кого било од роднините или другите луѓе, зашто тоа може малку по малку да не привлече кон светот и сосем да го угаси пламенот на нашето умиление. Како што е невозможно да се гледа со едно толку на небото, а со другото на земјата, така ди оној кој што наполно со душата и со телото не се одвоил од своите роднини и нероднини, не може, а својата душа да не ја изложи на поголема опасност. Со голем труд и подвиг се стекнува честиот и восредоточен карактер, а она што е со голема мака стекнато може да биде загубено за еден миг. Зашто лошите разговори ги расипуваат добрите обичаи. Прво послание до Коринтијаните 15.33. Разговорите светски и непристојни. Оној што по одрекувањето од светот се среќава со мирски луѓе или живее во нивна непосредна близина, мора или да се заплетка во нивните мрежи, или пак го валка своето срце мислејќи дадив, или ако непосредно и не се валка, тогаш ги осудува оние што се валкани, па така по посреден пат со нив се валка и самиот. За судиштата што ги имат почетниците. Не може да се скрие дека моќта на нашиот разум е сосема мала и дека сме исполнети со секакво незнаење, бидејќи како што грлото го разликува вкусот на храната, така и слухот ги разпознава мислите преку зборовите. Како што срцето ја открива слабоста на нашите очи, така и зборовите го изразуваат незнаењето на душата. Сепак, законот на љубовта не присилува и на она што ги надминува нашите сили. Затоа би се чини, не го тврдам тоа, дека по поуката за туѓинувањето, па дури и во самата поука, би требало да се каже нешто за судиштата, за да не бидеме неупатени и во ова лукавство на препредените демони. Сонот е движење на умот при неподвижност на телото. Фантазијата е измама на очите додека свеста спие. Фантазијата е вонсебност на умот додека телото е будно. Таа е наблюдување на она што не постои. Причината заради која што се решивме во претходната поука да проговориме за судиштата е мощна јасна. Кога ние, оставајќи ги заради Господа својот дом и роднините, се предаваме на туѓинување од љубов кон Бога, тогаш демоните се обидуваат да не вознемират, представувајќи не ги нашите роднини како тагуваат или како умираат, или како заради нас нив ги затвораат и ги ограбуваат. Затоа, оној што им верува да судиштата личи на човек кој што трча по својата сенка, настојувајќи да ја фати. Демоните на суетата се пророци во сонот, бидејќи тие во својата препреденост според известни знаци заклучуваат што ќе ни се случи, ни го јавуваат тоа однапред за да им се восхитуваме кога виденијата од сонот ќе се исполнат најаве, па да почнеме за себе високо да мислиме,
како веќе да сме дошли на дофат на дарот на прозорливост. Таков човек често станува пророк во очите на оние што му веруваат на демонот. За овие пак, кои што демонот го презираат, таквиот е секогаш измамник. Како дух демонот гледа што се случува во воздушниот простор и кога ќе забележи дека некој, да пример, умира, тој тоа далековерните им го преткажува во сон. Демоните меѓутоа не знаат ништо за иднината по предзнаење. Впрочем, и лекарите се во состојба да ни предскажат смрт. Често пати демоните се преобразуваат во ангел на светлината или земаат лик на маченик, да во сон ни представуваат дека се среќаваме со овие, а кога се будиме не исполнуваат со радост и гордост. Ова дека ти послужи како знак за измама, бидејќи ангелите кога се јавуваат ни ги покажуваат вечните маки и страшниот суд и прогонетост од Царството Божјо. Оние што се разбудиле од таков сон, преисполнети се со трепет и таговност. Ако почнеме да им се покоруваме на демоните на сон, тие ќе почнат да ни се подбиваат и најаве. Човек што им верува на соништата е наполно неискусен. Философ пак е оној кој што воопшто не им верува. Верува им само на оние соништа што ти ги јавуваат маките и судот. Но ако те доведуваат до отчаяние, тогаш и тие се од демоните. Трето скалило. По број еднакво да тројца. Оној што се искачил до него, нека не се врти ни лево ни десно.